Гледаш дека народот фактички не е сега. Ми падна врз глава. Ова не требаше сега. Ми падна врз глава и микрофонот падна. Слушнавте ли бе? Рада стана заменик генерален секретар на НАТО. Наша Рада стана НАТО, да. Рада стана НАТО, да. Па кога можеше оне Зеленски од комичар да стане председател, па зашо не Рада од ништо да стане заменик генерален секретар на НАТО. Изгледа или НАТО ќе затвара дуќан, или ќе доваѓаат ванземајци. Трето нема. Па она спремаше протокол за ванземајци сега кога ќе се сетам, кога беше министр, Во нејзино време имаше два протокола. Првиот беше за чизми, а вториот беше за ванземајци. Во нејзино време имаше два протокола. Првиот беше за чизми, вториот беше за ванземајци. Веројатно овие ванземајци во зимот ќе доаѓаат. Затоа да протокол, затоа да. Но и малиот со буљави очи кога ќе дојде. Оно и ти, кога ќе дојде, кога ќе види кој станал заменик генерален секретар на НАТО, одма ќе рече и ти go home. Пошто Радмила е заменик генерален секретар на НАТО, сега уште фали Бранко да го ставите во Обединети нации. Да не шета Џони више по кеј, да се скраси како секој нормален и добар комуниста во Њу Јорк. Се слуша дека и Стојан Чангелов ќе кај Елон Маск да ги фаќа ракетите со голи раце кога ќе се вратат од Марс. Ќе биде координатор за спуштање на ракети со голи раце и гаснење на пожари со гранче. Па нели има искуство со гаснење на пожари со гранче? Ќе биде Стојанче Тесла, мачо бој, fireman from North Macedonia. Он мечка фаќа со голи раце, не па ракети. Ајти се мо. Ќе ги фати со голи раце, ќе ги приклучни меѓу нозе и одма ќе реферира на медиумите. Јас денеска изгасив 6 пожари. Искршив 1, 2, 3, 6 керамиди. Ја запослив жена ми и дадов 3 интервјуа. А што се однесува до ракетата, ние денеска ја пречекавме неколку души. Сите мачки ја фативме кофиќо со голи руки и ја прицврстивме и ја спуштивме на земја безбедно. Тоа ќе биде мал чекор за човештвото, но голем чекор за владата на нашата република, нашата земја. И да се нервирате. Прв голем успех на НАТО ќе биде склучување на договор со модната куќа Прада. НАТО војниците по сите убедувања да носат ташнички со боите на своите земји. И нашите војници, нели, како сите војници, како НАТО војници, кога ги заробат овие другите, нема да бидат они многу лоши со нив, само ќе ги проверат ташничките. Ќе речат, чекај да видам. Карминче, Чешалче, Ајварче, ти мора да си from North Macedonia. Сакаш да те онадиме или да те стреламе? И како сите јунаци големи, така, нели јунаци, и како на старата партизанскана, нормално дека ќе ги стрелат. И така, сите ќе се вратат стрелани. Друго е кога имаш свој човек во началството во НАТО, знаете како е. Друго е, боле да те стрелаат него да те онадат. Го памтите бате Саше кога беше на ДВК. Исто кога да бевме у НАТО, колку бевме јаки, исто кога да бевме у НАТО, И гледате, за не се љути бате Саше за Шеќеринска, за не биде љубоморен, за него му спремаме да биде награда да добие од МПЦ. Ако не го добиеш од НАТО, ќе го добиеш од МПЦ. Мислам признанието. И НАТО и МПЦ се тука за да ти ги простат гревовите. А и да те наградат. Огромен мотив зидните политичари. Еден ќе ме награди. Или НАТО, или МПЦ. Ако бидете како Рада и Сашо,
Па сега су другари. Со крадењето, помалку крадење добиваш НАТО. Малку троа појќе крадење добиваш МПЦ. Па сега секој според можностите и потребите, знаете како е. Чист православен комунизам. Да живее генералниот секретар на НАТО. И со Господ напред. Гледаш дека народов фактички не е саг... Ми падна врз глава. Ова не требаше сега.